Република Македонија, дали ветувањата на Зоран Заев за сите овие три работи, и минимална плата, и укинување радиодифузна такса, и избор на јавен обвинител од опозицијата, ви влеваат доерба? Значи, дали мислите дека Заев и СДСМ ќе се стојат на зборот, или гледате сега веќе некој ретерирање и откажување од она што било ветувано? Владко, согласно оние искуства што ги имаме од минатото, не ми дава да верувам во она што говори Социјалдемократскиот сојуз. Ти добро кажа на почетокот. Она што тие го ветуваат во предизборието, сосема е различно од која ќе дојдат од оваа позиција или од позиција на власт. Имаме многу примери, не би се навраќала наназад, многу се апсолвирани, многу сме дискутирале, например, во парламентот, во телата и на собраниска седница, околу тоа како Социјалдемократскиот сојуз ја практикувал власта, кога бил на власт. Овие мерки, кои што, да речам, популистички ги најавуваше за време на изборната кампања, не верувам дека ќе се остварат, затоа што ако сакаше барем да биде и малце достоинствен на она што го кажуваше и ветуваше, јас мислам дека во првите 30 дена или колку 35-6 дена веќе ќе можеше да се види некој исчекор напред во ветувањата кои што ги ветил. Конкретно, за радиодифузната такса, сега разговаравме пред една недела на Комисијата за транспорт и врски, ни беше извештајот за Македонската радиотелевизија за 2016 година и програмата за 2017 година. И навистина една исклучително парадоксална ситуација се случи во собранието. Пратениците од Социјалдемократскиот сојуз се уште кажуваат дека Македонската радиотелевизија е гласник на ВМРО-ДПМН. Значи, се уште не може да направат една дистинкција помеѓу информирање и рекламирање. Значи, кога ВМРО-ДПМН било на власт, информирањето на граѓаните заради тоа што националниот радиодифузен сервис согласно законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услови, основна намера е да ги информира граѓаните за сите проекти, активности, насоки, преземени решенија на владата и министрите, како иначе на друг начин би се информира граѓаните. Во овој момент гледаме дека на националниот медиум на Македонската радиотелевизија поголем простор се дава на министрите, на владата од Социјалдемократскиот сојуз, и сега некако нивниот епитет кој што му го даде на Македонската радиотелевизија не кореспондира со реалноста. Значи се наоѓаат во една исклучително, конфузна ситуација, и конкретно околу радиодифузната такса, и ќе кажам зошто е популистичка мерка. Вие кажавте во 2005 година, кога Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, ја донесе тогаш радиодифузната такса која што се плаќаше и беше, мислам, 2,4% од просечната плата. Што ако е во корелација или ако направиме на компаративна анализа со она што денес го плаќаат граѓаните, мислам 0,9% од просечната плата и е најниска во регионот и во околината. Значи, ве молам, дали ви може ли уште еднаш да го повторите, затоа што се работи за бројки? Значи, дали добро разравме? Значи, во време на СДСМ, последната година на претходната влада на СДСМ, радиодифузната такса на ниво на Република Македонија беше 350 денари. 2,4% од просечната плата. Така. А денес... Значи, просечна плата тогаш некаде беше околу 11.000 денари, 10.000 денари. Така, значи, од 10-11.000 денари, 350 денари. А сега е 0,9% од просечната плата. Односно 220 денари од просечна плата која што е 20.000 денари. Така. 190 денари 190 денари, е радиодифузната такса. Што ми беше, мислам, целта на ова да го кажам. Во моментот кога се донесе ова радиодифузна такса, тоа беше по препорака на Европската комисија. Затоа што политиките и главните критериуми на европските медиумски политики во тој период, а и денес, кажуваат дека независен медиум може да биде единствено ако јавните тавачки се независни. Не може независен медиум да биде ако главниот финансиски извор го добива од буџетот на државата. Дали ова значи, например, дека оние големи медиумски куќи кои што сите ги знаеме, шпанската телевизија или Рај, што е во Италија, или германските телевизии, или BBC во
Британија и другите места, дали тоа значи или балканските телевизии кои што се од околните земји се финансираат од радиодифузна такса? Апсолутно 66,6% од вкупниот буџет на радиодифузерите по тие земји кои што ги кажавте отпаѓа на радиодифузната такса, што се собира на различни начин. Дали по броило, дали по домакинство, значи си имат различен модалитети, концепт. Да, но меѓутоа истиот концепт кој што го имаат тие земји, ние сме го пресликале кај нас. Значи не сме измислиле топла вода. Да. Значи, за да имаме еден независен медиум, и замислете во овој период, кога тие изјавиле дека ќе го укинат 66,5% приходот на главниот финансиски извор на еден национален медиум, каков колапс, а при тоа не давајќи решение за алтернативни извори за финансирање, значи што би можело да настане од еден национален медиум кој што планираме ние нели да го воздигнеме, да добие репутација на вистина онаква каква што заслужува да има Република Македонија национален медиум. Значи анализите кои што ги направиле, а сега гледам ретерираат во нивните ставови, гледаат дека тоа е неизводливо и сега гледаат дека тие направиле огромна грешка. Кажале нешто, им ветиле на граѓаните, добиле можеби некој глас повеќе, но на крајот граѓаните ќе бидат изиграни. Значи, ова е важно за бројките да ги запомнеме. Значи, предходната влада имала 350 денари радиодифузна такса, сега е 190 денари. Предходно, предсочната плата на ниво на Република Македонија била околу 11.000 денари, сега е 22.000 денари е просечна плата на ниво Република Македонија. Госуја Затуровска, кратко ако може, дали очекувате независен и непартиски предлог за јавен обвинител од страна на СДСМ или очекувате некое партиско решение како што гледаме дека независното под наводници се ја гледаме каква партиска агенда одработува? Што очекувате? Сметам дека согласно практиките кои што ги практикува Социјалдемократскиот сојуз, човекот кој што ќе седни на столчето на јавен обвинител ќе биде фактички продолжена рака на Социјалдемократскиот сојуз, се со цел нели сите оние работи кои што сакат да се ги донесат на незаконски начин да можат да му бидат аминувани од судската власти и од јавното обвинителство. Благодарам. Повелете, Митовска. Вака би